Законот за легализација на бесправно изградени објекти не смее да стапи на сила, бидејќи ќе ги суспендира сите важечки прописи и ќе ги стави во нерамноправна положба граѓаните кои што досега граделе по закон. Од Асоциацијата на архитекти децидни, предлог законот е против сите постоечки урбанистички планови и со него бесправно градење станува неказниво. Со оваков закон кој што е всушност повеќе политички памфлет, кој што е во функција на некаква политичка агенда или кампања, не се добиваат никакви позитивни резултати. Затоа што не гледаме методологија, не гледаме критериуми по кои што нешто ќе се врши и кој е тоа што ќе го обавува. Нема претходно подготовки направено од аспект на некаква инвентаризација, потоа список, односно јавно достапен одреден список на кои се тие тивоградби, поделени по типологија, по категории, за да може одредена група професионалци во некаква форма на институција, дали тоа би било некаква агенција, со цел да ги проследи, да ги испита и да ги проследи сите овие предмети, кои што на крајот треба да се внесат не само во просторниот поредок, туку и во правниот поредок на државата. Ралев потенцира дека за да се внесе каков било објект во легално просторно уредување, потребно е да се повтори постапката, односно за тој објект да се направи проект на изведена состојба. Пратеничката од Дом Маја Моричанин вели дека со предлог законот се испраќа лоша порака, дека бесправните градби и во иднина ќе може да се легализираат. И јас се плашам дека и понатаму ова ќе ни се случува и дека граѓаните ќе го примат како една порака носењето на вакво законско решение, дека практично и кога се гради бесправно, во некој одреден период ќе се смени законот, ќе се продолжи важењето и ќе се легализираат тие објекти. Значи, тоа не е добра порака. Ние мора еднаш да ставиме крај на бесправното градење, на неселективно почитување на законите да обезбедиме, законите да важат за сите и да овозможиме едно здраво, хумано живење на сите граѓани. Министерот за транспорт и врски пак Благој Бочварски вели дека престојниот период ќе се искористи за дискусии со граѓаните, пратениците и експертите, со цел да се подобри законското решение. Тој вели дека владата нема да отстапи од намерата да се најде начин за легализација на дивоградбите. Сега ни се отвора уште една можност и добро е што ќе можеме уште еднаш да дискутираме на подобрување на квалитетот на овој закон, бидејќи не сакаме да носиме ништо на сила, бидејќи оваа влада барем покажала дека работи транспарентно, отворено и на крајот на денот сакаме да направиме едно решение кое што ќе помогне пред се на голем број на граѓани, а според проценките тоа се преку 50-60 илјади луѓе, објекти кои што треба да ги ставиме во правна рамка, а и се отвора уште едно прашање кое што ќе се реши, а тоа е дека тие објекти денеска не постојат и не фигурираат во ниту една национална државна институција. Владата очигледно се обидува новата регулатива да ја прикаже како решение за социјалните случаи, кои што во минатото поради недостиг од средства не успеале да ги легализираат домовите. Меѓутоа се занемарува фактот дека со предлог законот се амнестираат од одговорност политичките функционери и бизнисмени, кои што за лична корист и богатење свесно ги изиграле законите, бесправно граделе и за тоа против нив се водат судски постапки. Со оглед на тоа што законот беше скроен со политички договор меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, оправдан е сомнежот дека со нов упат во правниот систем тие бараат излез за криминалот во сопствените редови.